Во Македонија расте бројот на идентификувани лица жртви на трговија со луѓе. Статистички бројот е мал, но загрижувачки е што најголем дел од нив се деца. Годинава се регистрирани 7 случаи или 5 повеќе од лани. Најголемиот број од нив се мали девојчиња под 14 години. Во текот на 2018 година се идентификувани 7 жртви на трговија со луѓе, во споредба со само 2 идентификувани во текот на 2017 година. За жал, најголем дел од овие 7 идентификувани жртви се деца до 14 години и сите 7 се жени, односно девојчиња. Од МВР најавуваат дека со информативна кампања ќе ја креваат јавната свест кај граѓаните околу овој проблем. Организираме повеќе активности во рамките на информативната кампања со која што сакаме да ја подигнеме општата јавна свест на целата заедница, која што треба на некој начин да станува се повеќе свесна и се повеќе вклучена во борбата против трговија со луѓе. Според ДЕУ, битката против трговијата со луѓе треба да биде еден од клучните приоритети. Борбата против трговијата со луѓе е еден од најитните предизвици со кои што денеска се случува меѓународната заедница. Жртвите на овој вид на дело, кривично дело, најчесто се најсиромашните жители во земјата и најбеспомошните членови на европското семејство. Инаку во Европската унија се зголемува бројот на жртвите од трговија со луѓе, особено преку Централна и Југоисточна Европа, Русија и Украина.